љубов, грижа, среќа, тага, болка, сила, визија, мајка. Започнува Мама Визија. Мислевме дека проблемот е само кај мене. Излезе после тоа дека и сопругот има проблеми, па мислам дека околу 2% беше дека можеме да станеме родители. По природен пат? Не по природен пат, дури со инвитро, воопшто, да. Од тие стеги, очекувања од блиските, од семејствата, од општеството, ве сметаат дека не сте вредни доколку немате дете. Марко почна да вреска, на патос да вреска и ни доаѓа обезбедувањето и јас изгледам ситна, мала, не знам, детето не личи на мене, личи на таткото, татко ми многу повозрасен и тогаш многу ме болеше, меѓутоа од тогаш си ветив дека нема да ми значи туѓото мислење толку да ме повредува, дека е Марко најважен, кога ми рече човекот од обезбедувањето, господјо, чие е детето? Драги мајки, татковци и идни родители, почитувани љубители на проектот наречен Мама Визија. Со огромна радост ве поздравувам од нашето најтопло студио. И кога велам најтопло, не мислам на температурните разлики од едно во друго студио, туку мислам на сите содржини и емоции кои што ги има овде во студиото на Мама Визија. Со огромна радост ви ја најавувам новата втора сезона на Мама Визија, која што започнува со оваа прва епизода и од сега па натаму секоја среда ќе имаме можност и прилика да се гледаме на YouTube каналот на Слободен печат. А во втората сезона ја отвораме со првата епизода. Нашата гостинка е познато телевизиско лице. Таа е еден поим за дама, според мене, познавач на музичката култура, етномузиколог, но пред се мајка на Марко. Жена која што верувам дека ќе ви биде интересно да ја слушате и да ја гледате и да и се воодушевувате. Жена која што пред да се изреализира како мајка, како родител, поминала и се уште поминува еден тежок пат, предизвици пред неа. А како се соочува со сите овие предизвици, подготвена е да зборува пред вас, токму во Мама Визија. На моје огромно задоволство ја имаме Бранка Костиш Марковиќ. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Ви благодарам, Александра, за поканата и за оваа прекрасна најава. И морам да ви кажам, после 2 и кусур децении пред екраните, имам најмногу трема, бидејќи прв пат телевизиски гостувам на темата мајка. Јас верувам дека таа трема ќе исчезна со текот на емисијата, затоа што ние се обидуваме овде да создадеме еден домашен амбиент и се надевам дека ќе успееме и кај вас да го пренесеме тоа, затоа што вашата приказна верувам дека ќе биде инспирација за многу жени, како што и вие многу пати самата знаете да кажете дека знаете низ некои статуси да напишете, да начнете одредена тема со цел да ги охрабрите сите мајки кои што се соочуваат со нешто тешко, со некој тежок трнлив пат до реализирањето или можеби откако се реализирале се соочуваат со некакви потешкоти, но тука сме ние сите мајки, сите жени да се поддржиме меѓусебно. Кажете ми, како размислувавте од кога почнавте да размислувате дека сакате да станете мајка? Го паметите ли тој период? Кога се случуваше? Јас од секогаш сум сакала деца и првата голема радост што ја доживеав беше кога сестра ми го роди внук ми Борис. Тоа ни беше прва семејна радост голема, иако имам братучетки, ние сме големо семејство и од страната на мајката и на таткото. Сум се радувала на раѓање на деца, меѓутоа кога ми се роди внукот, вистина плачев, не можев да се совземам и така натаму. Марко се роди точно 5 години после раѓањето на внук ми и можеби од тогаш почнав интензивно да размислувам. До тогаш се некако родителите и на мене и на сестра ми ни викаат: вие терајте си го патот, учете, најважно е вие да бидете среќни, задоволни. Никогаш не ни го ставале тој товар дека треба да бидеме мајки, родители. Тие се прекрасни родители, веројатно очекувале, меѓутоа велам дека никогаш таков товар не ни наметнувале. И јас
така напредував и медиумски и научно и така на еден симпозиум го запознав и мојот сопруг, Младен Марковиќ во Белград, тој е професор на музичката академија таму. Работевме на иста тема, на дигитализација на музичкиот фолклор. Јас магистрирав, имав прифатено и тема за докторска дисертација тогаш и почнавме да живееме заедно, бидејќи бевме, да кажеме, позрели. Јас се омажив на... Да, тој е таму, меѓутоа ја направи жртвата. Најголем дел од деновите во годината ги живее во Скопје, но се уште работи во Белград. Ете, повеќе од 20 години патува на неделно ниво и белам во неделата повеќе денови е во Скопје, помалку е во Белград, но тој си знае колку време и како интензивно ги има спакувано часовите со студентите, за да може нели да не чувствуваме недостаток негов во домот. Но со оглед на тоа што и вие своевремено работевте како професор, очигледно ја разбирате таа тежина и си помагате меѓусебно, претпоставувам. Сега си помагаме. Јас не можам да го замислам животот, да имам сопруг од друга професија, бидејќи знаете како и за тоа треба време да објасните што правите, што работите, вака голем дел од работите се веќе јасни и тој систем отац на службеном путу веројатно не би бил возможен во некоја друга комбинација. Буквално сме во истата област, растени во една држава, љубители на рок-н-рол и така натаму и така натаму. И како што ви реков, почнавме да живееме заедно. Јас од практични причини решивме да го закониме нашето заедништво. Направивме една журка свадба. Јас имав 33 години, тој 10 години повеќе од мене. И тогаш, после 3 години живење, јас почувствував дека па не е можно, треба, веќе годините минуваат, без разлика што ние се чувствуваме млади, меѓутоа биолошкиот часовник чука цело време, немилосрдно. И кога отидов на еден рутински преглед... Пред да преминеме на тоа, простата што ќе ве прекинам, некако убаво ми го почнавте разговорот, каде ја направивте таа свадба, со оглед на тоа што се работи за Србија-Македонија релација, тука се случуваше забавата? Во Скопје ја направивме, да. Значи тој е натурализиран македонец веќе, да, можеме... Да, и тоа е еден од светлите примери како се почитува туѓата, иако не можам да кажам за Македонија и за Србија дека се туѓи култури. Веднаш го научи после 6 месеци јазикот и многумина му велат дека подобро зборува од голем број македонци, има правоговор и така, убаво зборува. Добро, со вас можам да замислам дека му било и лесно тоа да го постигне. Инаку ние меѓу нас почнавме да зборуваме српски, бидејќи моите родители се по потекло од Србија. Заедно почнавме да комуницираме на српски, меѓутоа кога се роди Марко, решивме дека ќе зборуваме дома македонски, за тој подобро да го усвои јазикот, бидејќи живееме овде. И кога решивме да направиме да го закониме граѓански бракот, направивме една свадба журка, секако ни дојда најблиските од Србија, кумовите ни се од таму, на сите им беше многу убаво. И така почнав да размислувам после 3 години живење дека треба да видиме што не е во ред. Мислам, најреално, многу сме двајцата така реални. Отидов на еден рутински преглед. Ова се случува на 36 годишна возраст, така? Да, значи не. Ова почнува да се размислува на 36 годишна возраст, меѓутоа јас Марко го родив речиси на 40 годишна возраст, на 39 години, значи сум имала 38 години и немаше ништо видливо со око, меѓутоа после земените брисови се испостави дека морам да бидам оперирана, имав конизација, кратење на грлото на матката, за цела среќа, тоа беше канцер ин ситу, ако точно го кажав медицински, во јадро, значи не се распрснал малигни клетки и така, бевме во голем шок. Ја имав операцијата и професор, односно доктор Слободан Лазаревски, познатиот доктор, ми рече, веќе сте во подминати години, со скратено грло на матка, не би требало да чекаме, значи добре да почнете со инвитро постапка. Како го поминавте тој момент кога дознавте дека треба да ви се прави операција? Тоа беше првиот шок, меѓутоа тој шок мислам дека од една страна беше лош моментот, среќа се добро заврши, но некако ме ослободи
да не мислам, почнавме да размислуваме, значи мојот сопруг, значи биде жива, здрава, ако немаме деца, ништо, мислам, не е ништо страшно, има луѓе и по собствен избор немаат деца, и ние ако немаме, ќе посвоиме, дури во болницата, докторите се чудеа кога изјавивме, добро, тука има банка на сперма од Скандинавија, ти си плава, ќе имаме дете, ако немаме ќе посвоиме, и тоа вистина беше така. Тоа не е туку така, не е туку така кажано. Јас бев целосно опуштена, охрабрена, без притисок и од другите мои најблиски. Така што почнавме со инвитро постапка, јас пред не можам уште сега да си значудам каква е таа сила што доаѓа од мајката, дури пред да стане мајка. Мајчинството е еден комплекс, што нели има период кој што му претходи на мајчинството, созреваме. До тогаш знам дека кога ми вадеа крв од вена, редовно добивав белина пред мене, ќе се онесвестував, меѓутоа кога требаше еден месец да се боцкам нели самата, наеднаш ми стана многу нормално, секој ден боцкање во стомакот, сама, некако многу свесно, многу храбро, без размислување, се одеше спонтано. И знаете, тој процес не се темпира, и беше многу интересно. Сега не знам дали постои универзум, некои го нарекуваат Господ, некои не можете да темпирате кога ќе созреат јајцеклетките, и јас и сопругот мислевме дека проблемот е само кај мене. Излезе после тоа дека и сопругот има проблеми, па мислам дека околу 2% беше дека можеме да станеме родители. По природен пат? Не по природен пат, дури со инвитро, воопшто, да. И после боцкањето се чекаат, се вадат фоликули и така натаму, да не ви навлегува медицински. Луѓето што поминале низ процесот сигурно ќе се сетат како оди тоа. Многу малку јајце клетки, квалитетни, и сега чекате, тие се инвитро, нели извадени од вас, и чекате да созреат за да ви ги вратат во стомакот. И верувале или не, тоа се случи. Јас утрото се будам, мене ми е роден ден, 18 јануари, и мене ми се јавуваат од болницата дека денес е денот кога треба да ми ги вратат кај мене. Одиме таму, јас однесов торта, Боби Лазаревски ми вели среќен роден ден, еве, со дете, и вистина после 15 денови бев убедена, не знам, некако верував дека ќе се случи тоа. Ние сме еден пример дека што велат од прва, да, од првиот пат успеавте да забремените. Да, има луѓе што се мачат со години, тоа е навистина мачен процес, хормони, исчекување, неуспешни обиди, но кај нас сите стимале среќичка, да. Сакаше од прва. 14 години помина од тогаш. Ова е моја математика со оглед на тоа што неодамна Марко славеше 14 години. Од сега гледано од оваа перспектива, тој процес на инвитро ви изгледа тежок, еве да ги охрабриме мајките кои што идните мајки кои што поминуваат низ таков процес, или кои што уште не знаат што значи тоа инвитро, а треба да го поминат. Ви делуваше вам тешко тоа? Имено ова гостување, зашто прифатив да ви гостуваме, зашто како јавна личност навистина чувствувам потреба и сите ги охрабрувам да зборуваат, зашто знам колку мене советите, личните совети од некои блиски луѓе, пријатели, подалечни ми значеа да ми го објаснат процесот и да ме охрабрат. И затоа знам кога го дадов првото интервју за тогашната Теа Модерна, не можев да верувам, прво се свестив дека оваа тема беше се уште табу тема во 21. век. Не можев да верувам, затоа што јас не чувствував дека е табу тема. Не ми беше срам, не ми беше туѓо, дека за секој еден проблем треба да се побара медицински совет, поддршка, асистенција. Меѓутоа сфатив дека мнозинството од населението, па дури и меѓу интелектуалците, не сакаат да зборуваат на темата, им значи многу. Зашто кога го кажав мојот случај успешно добивање на дете, многу луѓе ми пиша на Facebook во инбокс дека после мене, не знам, се родија многу дечиња, луѓе што не можеле со години да имаат деца, бидејќи најтешката бариера е, сметам, психолошката бариера. Да. Од тие стеги, очекувања од блиските, од семејствата, од општеството, ве сметаат дека не сте вредни доколку немате дете, и навистина е најтешко жената да се опушти. Голем фактор
за тоа зошто некои тешко стигнуваат до мајчинство е именно и тоа. Кога медицински се е добро, испитувањата се во ред, но ете не може да забремени жената. И затоа си ветив дека се што мене ми се случило, не тоа по секоја цена да раскажувам, имаме многу поединости во животот што некогаш сакаме, некогаш не сакаме да зборуваме за нив, меѓутоа за вакви работи кои што можат да поттикнат и да направат позитивни промени, секогаш ќе разговарам. Инвитрото не е едноставен, не е ништо страшно прво. Ништо не боли, сега е медицината современа. Финансиски е тешко доколку не ве поддржи државата. Ние одевме, немавме едноставно време, јас почнав да се боцкам и решивме дека така ќе одиме по патот, не дека имавме пари, меѓутоа имаме роднини, пријатели, тие пари се враќаат, се заработуваат, решивме дека ќе ризикуваме, дека мораме да ја зграбиме таа шанса, бидејќи годините поминуваат, не треба да чекаме. На приватно, вие не сте преку фондот. Приватно, просто не стигнавме да истираме таа процедура. Меѓутоа ги охрабрувам сите двојки, има таква можност државата да ги покрие тие трошоци. Да, покрива дел од трошоците. Инаку е скапо. Навистина е скапо, бидејќи треба да се направат многу истражувања во процесот. Ако сте во подминати години, имате многу тестови што, да кажеме, помлада трудница не треба да ги прави. Јас се што може да замислите, од компликации до прегледи, ги имав. Значи и крварев во вториот месец од бременоста, 8 месеци не станав од кревет, освен на преглед, правев работи што ми причинуваат задоволство, гледав телевизија, слушав музика, но тука мора да има соработка и од најблиските. Никогаш нема да заборавам поддршката, самото чувство дека вам не ви виси работата, дека колку и да треба може да останете дома. Не знам дали некогаш сум го споменала директорот на тогашната Телма телевизија Ристо Лазаров, кој што за сите вработени, кога станува збор за здравје, не требаше да се разговара, секогаш излегуваше во пресред или за образование, некој ако треба да напредува. Да, вие тогаш работите, всушност кога се случува цело работевте во Телма телевизија. Јас не се грижев, секако тоа беше регулирано, комисии и тоа е напорно. Мојот татко трчаше за тие работи да го продолжува боледувањето, патолошката бременост. Значи јас не смеев да станувам со скратено грло на матка, со своевидни компликации, ризици, морав да лежам, да мирувам. Мојот сопруг цело време кога ќе отпатуваше, татко ми спиеше со мене за се нешто, да ви носат на тацна, да јадете, да гледате да елиминирате. Во тој период мајка ми тешка диагноза се оперирала без јас да знам. Тие сите успеа да се организираат, да не дознам, да не ми кажат, да поминат неколку месеци да влезам, да речеме, во посигурна фаза од бременоста. Од друга страна, пак јас не сакав неа да ја загрижувам, исто така цврсто не дозволив да подклекнам. Се работи за хормони. Јас уште сега се смеам да немате сопруг како што имам јас, да не ве разбира, а точно да ја свати вонредноста на ситуацијата. Му викав, те молам, немој да шушкаш со кесите, не знам како да ти опишам, и доаѓа вака да те земам, да те смачкам и да не се навреди некој. Замислете некој да се налути, затоа што прво сте затворени дома, лежите, хормоните се лудуваат, да, вие сте дополнително напумпани со хормони, така што е многу важно, колку што е важно вие да сте опуштени, да слушате, да ги следите медицинските совети, толку е важно и да имате луѓе околу вас што ќе ве храбрат, што ќе работат за вас цело време за да истраете. Во контекст на ова морам да ве прашам, од моментот на дознавање дека треба да поминете инвитро процедура до моментот на забременувањето. Целиот тој процес, како го минувате психолошки? Велите дека имате помош физички, да и психолошки поддршка, се од вашите пријатели, од колегите од работа, но вие внатрешно во себе, како го поминувате тоа во однос на менталното здравје? Како се борите со тоа или едноставно сте можеби силен карактер? Па можеби сум силен карактер, меѓутоа не е и најсилните карактери во тешки моменти подклекнуваат и тоа е во ред, не е срамота да кажете дека не ви е добро да плачете, да такви нешта, мислам доволно е
да ја ослободите таа енергија, добро е да излезе надвор отколку да ја чувате во себе. Јас слушав музика, тоа што ми е и љубовта и професијата. Гледав телевизија, многу сакам, голем фан сум на тенис. Таа година, 2010-та, како беше јануари, откако јас разбрав дека сум бремена, нели, на 18 јануари ме ги врати, почна Новак Џоковиќ да ги реди успесите. Тогаш беше Австралија отворена, Open. И некако си гледав тенис, слушав музика, гледав да елиминирам се што би можело да ме стреси, иако никогаш нема да заборавам од аеродром каде што живееме, да стигнете до Злокуќани, до болницата, затоа што бев хоспитализирана неколку пати на прегледи. Знам дека си го држав стомакот за да не испадне Марко, за да стигне која улица да фатите, Скопје полно со дупки, за жал, се уште. Тие работи не се гледаат. Нормален човек, нели, се навикнуваме, возиме, добро, некогаш ќе сгрешите, ќе ви колата ќе си ја треснете, ама кога треба да чувате нечи туѓи живот, верувајте, внимавате на се. На секоја дупка. Да, така што најважно е да се сочувате, најважно е да ве разбираат и да истраете во тој процесот. И не знам јас сега да делам совети, можам на други да им делам совети, меѓутоа кај мене си некако доаѓаше однатре. Таа сила, тој спокој, тоа верување. Каква музика слушавте? Сега, јас многу сакам Во еден джез. момент прочитав дека дури кога сте лежеле во болница, сте... Да, имав мал лаптоп, цело време слушав музика. Да, И така, дури лекарите таму, сестрите ве знаеле дека сте човек кој што... Да, слушам. Па не, тоа ме опушташе, многу сакам джез, многу сакам скандинавски джез, сакам класика, прочитав секако. Имаше една книга што да правите додека очекувате дете, се разбира, едно време се расчитав, па некои работи добро да не ги прочитате, па ви создаваат стравови, така што прочитав, па некои работи ги тргнав на страна, заборавив. Многу ми беше изгледа на почеток страшно, меѓутоа кога се случи во вториот месец, заради јас сум чувствителна и ден денес на аспирин, и тогаш мислам дека по протокол е да се дава кардиопирин, земав во инвитро процес, сега се надевам дека не грешам, меѓутоа кај мене создаде крварење и веднаш лекарот ги тргна, меѓутоа кога прашав и сега што да правам, ништо, ќе лежиш, и вика тоа не е ни во наш домен, ако треба природна селекција, ако треба детето да обстои, ќе обстои, ако не, и тоа звучи страшно, меѓутоа од друга страна опушта и вие сваќате дека некои работи не се во вашиот домен, вие можете само позитивно да размислувате, што ќе се случи, односно што треба, ќе се случи. Да. И тоа ме опушти на чуден начин, така што правев работи што ми годеа, што и секогаш ги правам. Слушам кога сакам да се развеселам, не знам, ќе гледам Монти Пајтон или ќе слушам фанк музика, која што секогаш ми е асоциација така за играње, за среќа. Сама некако си ги наоѓав начините. Моментот на појавување две цртки. Кога се случува, кога го правите тестот и може ли да се присетите кому прво се јавивте, кој беше до вас? Кога се случи тоа? Каде го направивте? Бевме заедно со сопругот во болницата и тогаш во лабораторијата, кога ми зема крв и јас ја викам Наташа, одговорната, таа е Зографска, татко е познат композитор, Томислав Зографски, и не случајно туку се познаваме, и таа се сретнавме во болницата, рече јас ќе ти го јавам резултатот, излезе и секогаш се шегувам, ја викам благовесна, блага вест. Кога ми ја кажа, многу се израдував, ма знаете како во моментот се радувате и јас сум јарец и некако дури се нервирам некогаш што не можам да си дозволам до толку да се радувам и веднаш викате, аха, добро сега, супер е веста, но дали се натаму ќе биде добро, и почнуваат новите грижи, новите етапи, па дали ќе има срцева активност, па дали свесни сте дека сте возрасни, дека има ризици, така што бев многу среќна, меѓутоа многу луѓе, најголемиот дел од луѓето, освен блиските, не знаат дека сум бремена до крајот.
Така? И да, јас Кога? бев повлечена на работа. Знаеа дека патолошка бременост, меѓутоа јас и немам фотографии кога сум бремена, освен мислам една, каде што внук ми Борис дојде, му пееше на Марково стомакот и ме бакнува некаде така нешто ми стои. Мислам дека еднаш се сликав во поодмината бременост, иако јас не бев во поодмината бременост. Сега ќе им кажам на идните мајки и татковци, звучи сурово, меѓутоа мене никој никогаш не ми кажа, не ме потсети дека кога ќе го бирате вашиот сопруг или ќе ви избере љубовта, тој можеби е добро да биде според вашите димензии. Јас сум ситна, со мал капацитет, маш ми е речи си двуметраж и така што веднаш после прегледите кога се мери бутната коска на бебето ми кажа, беше вака напишано дека ќе биде пред време родено. Да. Марко напредуваше, да. Се мери дека ќе биде на татко му, па да, затоа што сум јас мала, ситна, каде ќе расте тоа бебе и се знаеше дека ќе биде роден пред време. Ги има неговите гени, уште тогаш сватиле дека така. Да, медицината е напред, гинеколозите знаат. И јас 6 недели пред време бев родена, бидејќи Марко ниту сакаше да се сврти, беше вака поставен. И тогаш се чудите каква сила е тоа кога ќе станете мајка, си трпите контракции, многу често ве удира. Јас мислев ќе останам без бубрези и така, не знам што се случува точно во стомакот, меѓутоа Марко висок и ќе биде висок на татко му, ама и во стомакот беше голем. Јас не успеав да се поправам, лежев, мислев дека ќе бидам топка што се тркала, меѓутоа мислам дека кога се породив само 4 килограми имав плюс од мене, практично имав само стомак. Да. А мислам дека и генетски мајка ми била таква. Од женска перспектива блазеси ви ги режа многу жени. Не бев поправена, така што ретко се движев, не ме гледа и тој страв, да речеме, таа резерва постоеше додека не дојде моментот да се роди Марко. Ретко кој знаеше дека сум бремена заради не ви се познавало практично. Да, ама и не бев изложена на јавноста, не ме гледа, не бев на екраните, некако така. Го скривте вешто тоа. Да. Тој убав момент сте го скриле вешто, не ви поминала лесна бременоста со оглед на тоа што кажувате, но ајде моментот на породување. Како го паметите тој ден, кога се случува, кога отидовте да се породите, велите предвремено, што се случи, зошто? Се прават контроли кога веќе не можеше, навистина имаше индикации дека ќе се породам и на време лекарите превземаа мерки, ми става, мислам, урбазони, одамна беше, нека не ми забележи некој ако сгрешам во некој термин, мислам дека урбазони за матурација, за созревање на градите на бебето, за да не биде на апарати за дишење, така што јас морав да трпам и да му дадам фора на Марко, односно на инекциите на 2 пати по 2 недели, да чекам за да ги прими, за да делуваат тие инекции. И кога дојде моментот дека не може повеќе и нормално вие може да планирате што сакате, но и лекарите мора да одат на одмор. Така што е познато дека Слободан Лазаревски секогаш последен заминува на одмор на крај на август и тој дента кога јас веќе не можев да издржам, кога мораше се породам, мораше да замине, но ме остави во добри раце, го симна серклажот, конецот, се ме остави на тогашниот доктор кој што мислам дека беше во пензија, меѓутоа им беше како советодавен лекар на нашата позната Ана Јовковска татко Јовковски, да ми прави друштво, да ме чува и дојде гинекологот Костадинов за да, бидејќи се знаеше дека ќе биде и со царски рез, немав јас тука избор, требаше да биде така, зашто не беше Марко поставен како што треба. Но јас очекував дека ќе бидам со целосна анестезија, бидејќи претходно имав инвитрото подразбирах, претходно конизација, а пред сето тоа никогаш во животот немав ниту операција, ниту сум знаела што е анестезија, така што се ми беше премиера. Стравовите постојат, ама храбро ги поминував, со насмевка отидов на породување, сестрите, затоа што мислам стварно се радував, едва и чекав да го видам Марко. И мислев целосна анестезија и ми река наведни се седни, сватив дека ќе биде спинална и дека ќе бидам будна. Тогаш ме фати мала паника и на анестезиологот му велам
слушајте, ве молам што сакате, зборувате, само да не ве слушам што, како, викам го сакам доктор Хаус, го обожувам, меѓутоа лично за себе не сакам да слушам што е, како е, и беам супер беше тимот, ми правеа смешки, многу е чудно, одземени ви се нозете, не си чувствувате дел од телото, нешто ви влечат, ви вадат, ви не знам како, ама... А сте свесен и тоа е сигурно свесен, многу тешко. Па тешко е. Мислам, е тешко, психолошки тешко, а е безболно, да Затоа што кажеме. не чувствуваш болка е можеби полесната варијанта. Но сте свесни и присуствувате самите на операција практично. И го слушате и плачот. Да. Што има посебна убавина можеби. Убавината, да. Меѓутоа, ако претходно бев храбра, тогаш ми се собра се и никогаш нема да заборавам кога Марко го извадија и кој ми го допреа на образот да го бакнам со неговото обравче топло. Бебе, тоа е незаборавно. Тогаш се срушив од радост, од сите стравови, се изнаплакав, мислам, тој момент. И така, како и после секоја операција, предпоставувам, имаш и смешки, неден доктор му велам, кога можам да станам, демек, имате чувство дека никогаш нема да станете, значи, после операцијата. И тој ми вели, не знам, никогаш не сум имал царски рез. И такви некои смешки, вика, но вие жените сте храбри. Мислам дека беше Дракулевски. Вика, јас кога на времето имав операција од кила, не можев да одам со денови, а вие станувате веднаш. И така беше нешто после 6 часа, ќе се обидат, мислите дека не можете чекор да направите, но ете, тоа се оди, мислам, сила, не знам, чудна. предвидено е, се е спонтано, само доколку може човек да се опушти, колку што може повеќе. Сами добивате знаци, како да ги знаете, работите, бидејќи немате вие подготовка. Како сценарио некое. Теориски ќе прочитате се, но тоа нема врска со праксата, индивидуално е, да. А ова што го кажувате, да не ми побегне мислата, во неколку наврати споменува да ни смеа дека поминувал и покрај тоа што е еден тежок, сериозен процес, сте го поминали од самиот момент со смење со вашиот сопруг уште пред инвитрото. Кога сте оделе на лекар, сте самостојно сте се смееле на својата сметка. Што да правите? Да речеме, сериозно е работата, ама сигурно е полесно доколку и приоѓате на позитивен начин. Да. Нема што да правите. Навистина има тешки моменти, ако најдете од некој атом сила, ама мислам дека тоа чувство, дека имате поддршка од страна, дека во секој момент може да се обратите, дека сте во сигурни раце. Јас на сите им велам, затоа што сум делала совети кај кој лекар да одат, кај тој кај што се чувствувате дека имате доверба. Некому одговара да е со благи зборови, да зборува, да објаснува. Мојот доктор, велам дека секој збор му е алтан, меѓутоа, знаете како, чувството, енергијата, дека е тоа, што ќе ви каже така треба, безпоговорно, ако смета дека треба нешто да се направи, треба да се направи, без прикривања, без вртење од околу или не знам што, треба да си го најдете. Голем дел од успехот лежи во довербата кон човекот во чии раце сте. Можеби тој доктор некому не одговара, мене ми одговараше и навистина е комплексна работата. Не е само мајката да истрае, не е само мајката и многу е лошо кога кај нас така се префрла целиот товар на мајката. Важни се двајцата родители, но има мајки, јас познавам многу, што толку сакаат да се реализираат во мајчинството што го одат патот и сами, што е исто така во ред. Меѓутоа, лошо е кога се лажеме самите себе си, се представуваме себе си посилни од што сме или поинаку од она што вистински сме. Секој човек може да се измери, треба да си го чувства она внатрешното што му кажува, затоа што некогаш внатрешните гласови во многу критични моменти, натаму и растењето дете не е едноставна работа. Многу пати си верувам на тоа внатрешно чувство, интуицијата не ме има излажано.
Да. Може би таа има женска отстапки, интуиција, сега да. повторно да не делуваме феминистички во разговорот и покрај тоа што е мамавизија, во никој случај не ги изоставуваме Не, родителите, мајката знае, татковците, мајката но интуицијата има некоја Да. женската па и мајчинската интуиција, мислам дека до крајот на животот мајката таа Тоа е посебна интуиција ја врска. има посебна Да. врска кон децата. Растењето на децата, стигнуваме до тој момент, го добивате Марко во рацете, како бебе, го носите дома, како изгледа процесот на растење на Марко? Збунети сте во секој случај, но секој ден е учење, значи нема премиера. Вие во исто време и живеете и полагате испити. Не знам како да кажам, и учите и полагате. Да. Во исто време се. Таман ќе му израснат заби, ќе почнат да му паѓаат. Значи, мислам дека првата година е најразновидна. Секој ден е различен, секој ден е учење и кога ќе наполни една година, сметам дека натаму оди полесно, па ќе го поминете тој, сите кажуваат, ајде да порасне детево, па после тоа следуваат други предизвици, па училиште, односно градинка и така. Постојано е мајката, е цело време како, не знам, еве разговараме и од време на време мислата ќе ми летне да помислам што прави Марко таму. Сега што прави Значи така, ние сме подвоени, еден дел од мозокот ние кај детето. И сум сватила за некои работи, вие и да сте до него, тоа ќе падне пред вас, ќе се повреди. Многу се грижиме, некогаш и повеќе од што треба. И да е далеку, може да се случи и да му е убаво и да направи некој проблем. И да е до вас, ќе се случат некои работи, но треба многу грижа, затоа што тие се како гранки млади, морате да ги чувате, да не се грешките толку големи, да не се скрши детето и ментално и физички и но и сепак треба да му се даде некоја слобода, посебно и кога веќе расте, Марко е и веќе тинеџер и сигурно треба да си има и свој простор, нели секоја човечко суштество е посебна индивидуа, но пред да преминеме на тоа какво бебе беше тој. Дали беше мирно бебе? Како го пометите тоа? Не беше Марко мирно бебе. Не беше мирно бебе, ама сакаше да биде и во раце, сакаше присуство, макар да биде допрен со рака, да заспие така и да лежи сам, ама да биде допрен. И јас некако убаво ми дојде, иако многумина, знаете како, обвинуваат, Светска здравствена организација препорачуваше доење до 3 години, ама кај нас беше како така големо дете, и па и се случи кај мене како така големо дете. Марко, колку и да изгледа чудно, и јадеше и пиеше потоа и друго млеко, но заспиваше со доење па 2,5 години. Но не е случајно. Јас еднаш, и тоа од страв, а не морав да му дадам, ми беше препорачано антибиотик, но мислам дека до денес треба да чукнам во дрво, еднаш има пиено антибиотик. Имунитетот. И имунитетот е во тесна врска со мајката и со доењето, колку и да изгледа тоа, дали доењето обилно или не е, но Мајчиното млеко, колостромот, да. Во случај сега да не сватат тој беше погрешно. гладен, ние едно време паралелно и аптамил земаше, но не се откажа од доењето скроз. И во моментот кога самиот реши да се тргне, не сме имале проблеми од одвикнување. Никогаш па не сакаше. Самиот, да. Ниту сакаше цуцла вештачка, значи ако не му тече млеко, не значи со карактер од старт, јас веќе не сакам. Да, Марко има карактер, многу често кога тој ќе одлучи да отфрли пелена, кај него беше се задуцнето, бидејќи, морам тоа да кажам пред гледачите, бидејќи Марко има Аспергеров синдром, тоа спаѓа во аутистичен спектар, но во таа, да кажеме, несреќа, ние сме среќни што тој спаѓа во мал процент на деца кои што се со надпросечна интелигенција, кои се, ајде да речеме, да не помислат гледачите дека јас го зголемувам капацитетот на Марко, меѓутоа како што биле Тесла, Ејнштајн со специфични, да кажеме, способности, многу понапредни од неговите врсници за математика, за природни науки.
за јазици, за свирење пијано, за музика, несфатливи за нас. Јас не сум на тоа ниво на кое што е тој со некои негови алгоритми во главата што не можам да ги разберам како стигнува до брзи резултати, тешки за пресметување. Меѓутоа, со проблеми во социјализацијата, во таа смисла, во околината како да се снајде, нашата најголема борба сите овие години е како тој да се осамостои. А кога го дознавате тоа? Кога се случува? Кога забележувате? Кога велам родителите, најдобро си ги знаат децата, меѓутоа некои родители од неразбирливи причини, никого не обвинувам, не сакаат да признаат дека гледаат разлика во развојот на нивното дете. Некои родители се храбри или не знам како да ги наречам, веднаш превземаат мерки. Ние дури и на медицински лица, кога им кажувавме Марко доцни во говорот, гледаме дека не е како неговите врсници веќе на 2-3 години, 4, кога се наметна на дневен ред, кога дојде одењето во градинка и кога сфативме дека сите сакаат подготвено дете. Па не ви го примаат, па ние моравме во приватна градинка на 5 години свесно да го дадеме за да го подготвиме за училиште. И тоа го пративме во училиште со 1 година одложување. Тоа е подоцна тргнат 1 година, неговите во одделението има 13, тој наполни 14 години, но да го подготвиме за да може да следи настава. Ние видовме дека има некакви отстапувања, односно прво беше дисбаланс во развојот, па се обративме, тогаш се уште беше активна во праксата доктор Јотовска, искусна докторка, која рече да, Марко ќе биде во ред, меѓутоа ќе му треба подолго време, да речеме после пубертетот, дури во гимназиските денови да ги достигне врсниците. Среќа што има висока интелигенција и напредува во некои работи, па тие ќе ги поттурнат овие други во кои што стагнира. Мачен е процесот затоа што дури медицински лица не вика ќе биде Марко добар, не се грижете, ние знаевме дека не, и ние инсистиравме. А се работи на некаков начин, се работи за да се диагностицира. Тогаш не постоеше ова што е МКФ, функционална проценка, тогаш беше само Центарот за ментално здравје и сега можете да замислите како сме им изгледале во очите на некои луѓе кога ние како родители сме инсистирале Марко да биде прегледан, а тоа не стигнало од другата страна да не упатат да биде прегледан. Тоа е практично непознато. Да, па не е непознато, меѓутоа како да кажам, не им е лесно на родителите што имаат деца со атипичен развој, со видлива атипичност, значи вие да го видите детето и да забележите дека не е како останатите. Марко е навидом обично дете. Ви треба време за да видите дека во некои работи стагнира. И сега тие деца што навидом изгледаат типично, во некои ситуации е многу потешко да им објасните. Некои луѓе ги есапат за како да кажам, за невоспитани или нешто ви се случува, некој тантрум, например, нема да заборавам, во трговски центар го шетаме Марко, јас и татко ми и лифтот наеднаш не работи, имаат некои фиксации, например, мораме по истиот пат да се вратиме, ние ги надминавме до денес, меѓутоа тоа се сериозни предизвици за деца со ваква диагноза. Сакаат по истиот пат, не може да разберат зошто сега се реновира таа улица, зошто мораме по другата одиме или зошто лифтот не работи, тоа е катастрофа. И се случи нешто такво, ескалаторот да не работи, Марко почна да вреска, на патос да вреска и ни доаѓа обезбедувањето и јас изгледам ситна, мала, не знам, детето не личи на мене, личи на таткото, татко ми многу повозрасен и тогаш многу ме болеше, меѓутоа тогаш си ветив дека нема да ми значи туѓото мислење толку да ме повредува, дека е Марко најважен, кога ми рече човекот од обезбедувањето, господјо, чие е детето? Малте не сме го украле, штом вреска толку и како да објасните дека тоа не е... Му делувало сомнително. Сомнително, да, детето си има. Да, и сега вие постојано треба да објаснувате или ќе се направи редица. Знаете каков предизвик е? Јас тоа сакам, општеството мора да има поголемо разбирање и за родителите, за мајките пред се, но за мајките на деца со атипичен развој. Нам ни прават проблем границите, чекањата, патарините, редовите во банки, во продавници, кај нас се уште не функционира тоа да се подразбира ако решите со дете да отидете на прво место, да го прескокнете редот, да не почнат да ви викаат дека сте невоспитани, тоа би требало да оди по регуларен пат, а ние треба 100 објаснувања да даваме секаде. Но велам, не ми е мене тешко воопшто,
таквите работи ни да ги објаснувам, веќе немам ни срам, ни да ги кажувам, туку да не ги стигматизираат, да не ги многу е тешко. Децата се, не знам, барем Марко е растен со љубов, значи нема почувствувано ни агресија, ниту некакви кој знае какви проблеми, учи во прекрасно одделение, учителките му беа добри. Кога отиде во предметна настава веќе е многу посложено. Тоа е во училиште. Ние сме среќни затоа што слушаме различни приказни, постои булинг и така, не е едноставно. И кога велиме добри, дека него закачаат, дека му доаѓаат на роден ден, тој оди на роден ден, и меѓутоа дека има вистинска дружба и после училиште нема, да не се лажеме, тие се колку повеќе одминуваат годините, имаат поинакви интереси, да кажеме баш во тој дел Марко би сакал се уште да си игра, овие имаат девојчињата се веќе девојки, имаат симпатии и така. Не очекуваме, не забележуваме, меѓутоа нема таква дружба. За жал, децата се соочуваат со немање на вистински другари, што ги надминува границите на наставата. Да кажеме, се соочуваме индивидуални некои проблеми имаме, но јас мислам како родители сме крајно кооперативни, на сите им имаме кажано дека нас успехот, оценките не ни интересираат, туку вистинското знаење, дека ни е најважна безбедноста на детето и на врвот на приоритетите ни е Марко да е среќен и задоволен. Јас не сакам да е несреќен и секогаш како родител ќе реагирам на се што го прави несреќен. Така. Има флуктуации, го гледате детето дека нешто го мачи, па уште потешко му е нему и да се изрази до крај па да ви каже сега е многу подобра работата, но првите одделенија знаете дека нешто му се случило, а не може да ви каже, не му е до толку развиен говорот, вокабуларот и многу е страшно. Не можеш ни да претпоставиш затоа што вие не ви прашувате објаснува, наставници, деца за да стигнете до информацијата, до тоа што се случило. Да, што вистински се случило, се е малку полесно и има многу интересни смешни ситуации, не знам да не ги Може да не споделите нешто? Да не сме вака сега нешто јас не сакам патетики, не сакам да се жалам. Има интересни моменти, например, од типични деца нема да ги доживеете. Марко, например, учеа во училиште за возраст на население, младо население, зрело население, старо население. И кога му дојде образовната асистентка, таа беше млада во раните 20 години, ја прашал колку години има, па ти не си многу зрела. Или му се менува, тој многу сакаше математика и некако се случи да се пензионираат, да се менуваат наставници по математика, беше несреќен, односно не, си поврза, си направи некаква паралела, наставникот по македонски се пензионираше и дојде наставнички, му викаме Марко, имаш нова наставничка по математика, не сакам, јас сакам млади наставнички по математика, а тој си поврза за да не му оди во пензија, повторно не се менува. За пак да не се случи да поминува низ истото. Не кажувај вакви работи, кој знае што ќе си помисла дека сакам млади наставнички по математика. Нема да го разберат. Да речеме, да, некои такви ситуации има, ние или си прави си изведува некои зборови, многу логични, ги немаме во нашиот речник, например дождливо, сончево, и гледаме убаво, се гледаше месецот и вика вечерва е месечливо. И така што можеме многу работи да учиме, ви велам некои за мене некои се необјасневи, надпросечна, да, како што до 10 години ние сме дома обкружени со книги и со инструменти, двајцата сме музичари, не сакаше да допре инструмент. Не знаевме што е проблемот, не сакаше многу да му пееме, додека не свативме дека има апсолутен слух, ако не му пее, а ние имаме здобиен слух и татко му и јас. Од учење, така? Тој природно има апсолутен слух, значи во таа интонација во која што ќе слушне песната, во таа ја пее и можете да замислите колку сме му пречеле, што во друга интонација ќе запееме нека песна или некој пак се случува нормално дека пее фалш меѓу децата. И реагира на тоа, знаете? Реагираше порано, да, и тоа се учи. Можам да замислам, нему му е сигурно тешко да не слуша такви несовршени, меѓутоа сега се носи со тој момент. Работата со дефектолози и со нас дома е да се справува со работите кои што му пречат. И тој на 10 години самиот
Јас се уште не можам да верувам, свати квинтни кругови, ги свати нотите се, седна и самиот почна да свири, никогаш нема свирено со една рака, со две раце, веднаш чита партитури, го запишавме во музичко училиште, затоа што сметаме дека родителите треба да учат со него, ама прво треба да му даваме љубов и она домашно воспитание, а треба на колегите да го препуштиме. И тој ни изненади, од 10 години свири, четврта година. Го имам слушнато во неколку прилики што имате вие сега споделено на... Свири дела што јас не стигнав, бидејќи учев теорија и педагогија, потоа отидов на етномузикологија, не сум била специјал клавир инструмент, тој свири композиции, ето Шопен, што јас никогаш не сум ни стигнала да ги отсвирам. Многу се радуваме што него тераме да вежба, што самиот има желба секој ден да вежба, со многу малку вежбање постигнува многу и очигледно тоа му е гените. Да, гените си веројатно го направиле тоа и што се радува. Тоа сака да пишува формули, математика, сака лего комплицирани работи, прави некои пресметки, сонцето од звездите, не знам, не можете да го излажете кога има некоја временска непогода, катастрофа, точно знае кои се процесите, па кога му викате не се грижете, кога јас се тресам од грмотевици, знае која е моќта на природата, не можете, тешко е да му објасните кога ќе снима интернет дека не е страшно, значи некаде погодил громот некој кабел и така, но интересно е, многу работи учиме од него, сигурно учите, да. За јазици впива неверојатно. Ако го зборувате со него, дали тоа е среќно дете? Е среќно дете, иако има моменти што секако го болат такви некои работи, што и самиот веќе ги воочува дека не секогаш другарите споделуваат со него, се дека кога не може некои работи да направи, мислам дека најголемата победа ни беше, бидејќи за тие деца не знаат да врзуваат, најголем проблем е да си ги врзат патиките. Меѓутоа Марко и тоа научи. Толку се трудеше, толку беше упорен, дека сам ќе го направи тоа, да, и летово сам реши и сам научи да плива, односно го запишав на пливање, ама на одмор се пушти и еве один сега и на пливање. И така, има многу предизвици. Значи, овие атипичните деца во пакети моди, дека се многу чувствителни, алергични, интолерантни. И Марко е интолерантен на глутен, алергичен на работи што децата најмногу ги сакаат. Нутела, на јаткасти плодови. Малце е тешко што мора специјални некакви режими да има, но родителите, како да кажам, треба, тоа им е работата, да го учат детето, да му го олеснуваат животот. Ние сме целосно предадени на него, иако не сопираме и со нашиот растеж, затоа што јас сум поборник за она дека родителите треба да бидат исполнети и среќни, детето тоа го чувствува, не треба да му го кажувате. А кога одите на концерти, затоа што знам дека одите на концерти, велите дека знае да забележи кога некој пее фалш, дека некој прави грешки. Имало такви ситуации кога нешто ве засмеало? Не е за смеење. Јас целиот живот, нели, таква ми беше работата и новинарската, да ги едуцирам луѓето. Секогаш сум кревала глас кога некој не ги почитува уметниците, зборува додека свират, ама дојде време кога вака сум се дури и денес на секој концерт кога одиме да посетиме со Марко, јас некаде во мене постои некој страв дека тој може да изреагира несоодветно. Навикнате, бидејќи стискаме заби, го носиме и на најтивките концерти, кога ќе се сетам, купивме карти за Иво Погорелич, знаете како да се случи нешто такво, но ни се има случено. Во малата сала на Филхармонија, кога веќе немаше програма концертот и малку се одолжи, Марко сака да знае отприлика колку трае, колку дела се свират и кога нешто ќе излезе вон колосекот, знае да изреагира, не успеавме да се извлечеме на време од гледалиштето, почна да вика, ама тоа е сега, мислам, се случува и такво нешто, но ние не отстапуваме. Го носиме, слушаме музика,
го изложуваме дури на неквалитетна музика, на фалшови, за да тие работи мора да ги научи. Кога размислувате сега, велите дека сигурно сте правеле пресметки и размислувања каде да го запишете на училиште, затоа што е многу важно тоа основно образование. За средно образование имате веќе некакви размислувања? Јас мислам, ако се уште го држи љубовта кон пианото и музиката, јас сум учела во тоа училиште, од нижото музичко училиште Илија Николовски Луис, средно, факултет, магистратура. Во таа зграда го имам поминато моето образование. Таму, за разлика од другите училишта, нам ни беше позната инклузијата. Јас можам да се сетам, бидејќи јас од прво до пето одделение учев во исто во основно училиште Браќа Младиновци, и јас имав дете што беше тивко, што беше атипично, меѓутоа порано немаше ниту асистенти, ниту толку развиени стручни служби, но учителките беа навистина се справуваа и со такви деца. Имав такво дете во одделение, а потоа во музичкото училиште редовно сме имале слабовиди деца или некои и денес имаат, мислам, во денешно време. Така што ние уметниците и така нас не сметаат за така малку. А кажете ми кога целиот живот и нас самите, така што се на десензибилизирани, сакам да кажам, но тоа се посебни посебен талент треба, посебно се. Јас мислам дека ќе биде најсреќен ако е во музичкото училиште, но ќе видиме. Ви велам јазици. Уметноста лечи, уметноста помага, музиката е нешто посебно. Кога прв пат го слушнавте Амарко да биде на сцената вие од страната на гледалиштето, какво беше вашето чувство како мајка? Првиот настап беше во договор со наставничката. Тоа беше јавен час на две наставнички на нивните најуспешни деца. Доколку излезе или не може да излезе, или доколку излезе и нешто му се случи, дека нема да го форсираме. Првиот договор беше таков. Бидејќи најважно ни беше тој да свири пијано, а не мора да настапува. Меѓутоа, тој не изненади. Уште при првиот настап, обично тие деца се затворени, велам тие што спаѓаат во аутистичниот спектар, дека ќе се исплашат, дека не сакаат, доколку некој им зборува или нешто така, но Марко не изненади, толку уживаше во настапот, толку беше слободен, дури ја гледаше публиката, кога му даде аплауз, се смееше, се радуваше и целосно беше во нашите очекувања. Од тогаш едва чекаше да дојде следен настап, сака да свири, нему му е интересно на големи пијана да свири, ги разгледува секогаш на пробата, ужива во звукот, си наоѓа, така што многу сака да свири и од јавен настап никогаш не сме имале досега барем проблем со него. Мислите ли дека еве го нотиравте и вие како сериозен проблем на општеството со тоа што не се прифатени родителите, децата? Мислите ли дека има надеж и дека што треба всушност да направиме за конечно овие деца, овие лица да се почувствуваат удобно во ова општество? Не знам, многу е сериозна работата, сложена е, неедноставна. Јас го поздравувам секој еден напор на како да кажам, на ресорните министерства кои што треба да се грижат за овие деца, но многу се плашам што кај нас, барем од осамостојувањето, секој кажува дека ние немаме систем, дека секој еден кога ќе дојде на власт сака да пресече една црвена лента. Например, некои проекти мора да бидат долгорачни и мора да разберат дека кога ќе започне еден проект, еден министер, тој мора да продолжи, односно и тој министер да знае дека следниот ќе ги собира плодовите, односно ќе мора да реализира нешто. Кај нас се нови концепции во образование, не докрај имплементирани, па јас не знам, еве Марко има 14 години, немавме учебници во четврто, во седмо, една концепција, друга концепција. Како да ви кажам, тие промени ги погодуваат децата, ги погодуваат родителите. Ова за инклузијата, да, ја поздравувам, меѓутоа мислите ли дека тоа само се споменува како флоскула или мислите дека се имплементира? Мислите ли дека и народот, луѓето се малце повеќе ја развија свеста во поглед на тоа? Секако дека развија, но како што ви кажав и на почеток, мислам, споменав, пак доаѓаме до она дали е некој човек
дали е некој емпатичен, дали се однесува етички. Мислам дека главен проблем во нашето општество, во секоја сфера, во секоја професија е етиката, моралот. Вие имате луѓе, јас не можам да генерализирам, но секаде, на секој чекор се соочувате со нелуѓе. Има добри намери. Не ќе се почне нешто, не се оди до крај, не се прави истражување да си има реалната слика дали можете нешто да примените или да не примените. Вие можете да имате на хартија идеална концепција, меѓутоа ако го немате кадарот, ако тој не е обучен, ако немате ресурси да го спроведете тоа, џабе е се. Значи доаѓаме до свесноста на луѓето. Кај нас се нарушија се доаѓа од образованието. Ние мораме да сме свесни дека многу лесно се стигнува до диплома. Кога ќе имате дипломата, таа се поистоветува со квалитетна и неквалитетна диплома се исто. Кај нас почна да се ставаат раководители, директори, министри, туку така, по други одлуки, не според вистинскиот квалитет и капацитет да се носи некој со таа функција. И штом ќе го добиете тој дисбаланс, вие да имате во пониските луѓе незадоволни, со одлично образование, со многу можности што може да дадат за општеството, да бидат ниско на гранката, подредени, а надредените да бидат луѓе кои што се свесни дека имаат под себе квалитетни луѓе, да имаат фрустрации, никогаш до тогаш да не се нашле на раководна функција, макар и во местна заедница нешто да имаат на куќен совет, да знаат што значи најтешко и најблагородно е да работите со луѓе. И вие во таа смисла, кога го немате системот, хиерархијата ви е нарушена, ништо не оди како што треба. Се согласувам. А кажете ми, ајде сега малце поинакви теми, тема поврзана со одмори. Првите одмори со Марко и колку често патувате? Како изгледаат патувањата со дете? И тука ние многу ризикуваме, затоа што многу родители и ги разбирам целосно, предизвик е да се патува со дете со кое што не можете да предвидите, на пат се случува и знаете дека ќе имате проблеми, но ние никогаш не сме се откажале од патувања, ние дури докај сестра ми со кола до Швајцарија сме оделе со Марко и сега можете да замислите колку граници, колку патарини, колку непредвидени ситуации. Нам првиот одмор, првата година бевме во Охрид, кога беше Марко бебе, втората година веќе одиме во Грција, секоја година, и првото одење во Грција се случи да има некој инцидент на граница и ние достанеме 4 часа. Имате бебе со пелени, знаете дека немате никаде освен тој фришоп, каде да застанете, да му ја смените пелената, тоа вреска, немате што да правите со него, значи тоа го поминавме. После тоа ни беше, па ќе гледате која е веројатноста да одите секогаш, никогаш не одиме со тури организирани, туку самите, да е работен ден, да нема многу гужва, да ги колку што можете повеќе да ги избегнете непредвидените ситуации и добро ни оди. Марко сака да патува, никогаш не сака да спие, инаку родителите сакаат децата да им заспијат, па да си бидат мирни. Да, тој сака да разгледува, многу е љубопитен и си патуваме. Првото патување исто докај сестра ми во Швајцарија со авион. Марко беше супер, ама јас умрев 5 пати во авионот како мајка, инаку претходно имам патувано. Сум била секогаш таа првата полудили железници што се вози, но кога ќе станете мајка, веќе не размислувате за себе, размислувате за детето и нема да го заборавам првото летање, па нормално се случува најмногу турбуленции да има тогаш. Сето Марфи. Да, и тоа нема да го заборавам, претрнав не знам колку пати, но не се жалам. Само исходот да биде позитивен, добро се да се заврши, се заборава. Јас сум таа што влече цела аптека, мислам, но си ги фрлам после тоа лековите и нека биде така. Јас сакам да сум сигурна и после тоа ништо од тоа да не ми
да не ми требало. Велите имате сестра, постара, Помлада е 5 сестра? години, да. Меѓутоа таа прва стана мајка, затоа ви велам првата радост ни беше внук ми Борис, па се роди Марко после 5 години, па после ја добивме Ана, сестра ми има и ќерка. Ана е 5 години после Марко, така што имаме ете во семејството 3 деца, на 5 години имаме радост. А какви деца бевте вие? Какви беа вашите родители? Каква беше вашата мајка? Како ве воспитуваше таа? Како вие го памтите мајчинството од вашата мајка? Немам забелешки, јас мислам уште еден живот да живеам, нема да можам да ми се одолжам. Моите родители, мајка ми е учителка во пензија, татко ми исто така, како што се велеше порано во просвета, во образовен систем, беше секретар во едно училиште, двајцата почитувани со и ден денешен ученици на мајка ми и деца што учеле во училиштето на татко ми, кога ќе дознаат чија ќерка сум, само комплименти добивам, затоа што биле воспитани така од скромни семејства, но јас и сестра ми не паметам дека нешто ни недостасувало. Како тие се снаоѓале, со тие плати, нам ништо да не ни фали, секогаш било со доверба, со парите оставени во фиока, да размислиме колку ни треба, дали ќе ги земеме сите и така, баш на доверба. Секогаш ни кажувале, гледајте си го вашето образование, тоа ви е најважно. Заради нас, не заради нив, мислам дека ги немаме разочарано. Сестра ми е професорка на универзитет. Јас, еве, не се откажувам пред докторат сум, тоа заради инвитрото и заради бременоста, го жртвував тогаш по-старо докторатот, не го одбранив, еве сега. Трета среќа. Во короната, во сите тие сложени услови, кога со такво дете треба да останете дома, јас си учев. Така. И така што мислам дека на тоа поле ги немаме разочарана и вака, мислам за се нешто колку и да знаев дека ќе ми се налути, да речеме, татко ми кога беа првите излегувања во град, ќе пропуштам некој автобус и првиот човек на кој што му се јавив беше тој, ќе го станам од спиење, знам дека ќе ми биде малку лут, ама беше првата опција беа моите родители. Так. Не знам, веројатно не е ништо ексклузивно, бидејќи во тоа време во кое што сме растени ние во Југославија, најголемиот број на семејства беа такви, не праќаа на зимувања, летувања со деца, не носеа со нив на одмор, во село, кај баби и дедовци и така некако самите си го одбравме образованието, јас немам музичари ете во семејството. Одскокнувате на некој начин, но ете просветата ја имате на некој начин наследено од да речеме да, кратко време, но се најубаво. Јас сум растена, веќе нема такви детства од прво до петто, односно од раѓањето до петто одделение во Маџирмало, потоа во аеродром. Значи малски дружења, модрици, возење велосипеди покрај Вардар, супер детство. Но во суштина не ве карале родителите, од тоа што можев да го заклучам, сте биле мирни деца и сте имале... Не кажав тоа. Не карале, меѓутоа... Беа строги родители? Не карале, јас дури и сега спаќам. Кој беше построг, мајка ви или татко ви? Не знам што, секој во својот домен. Не знам ни дали двајца. Да може би мајка ми дека учителка, па така до ден денешен кога ќе кажам нешто кога ќе кажам нешто, туку молам. Се уште го има тоа учителското. Не, двајцата се во основа навистина добри и сега со право од оваа перспектива кога гледам и добро што не карале. Може би некогаш така сум си велела зошто не може ова, зошто она, ама од денешна перспектива се било на место. При крајот сме на разговорот, брзо ми летна времето, на самиот крај како мајка на Марко, ќе ве прашам која е вашата визија за него, која е вашата порака која што сакате да му ја испратите во овој момент, па ете некогаш, можеби после години, ќе вклучи YouTube, ќе пише Мама Визија и ќе ја слушне. Марко слуша, мислам, ме гледал мене и на екран и на почеток му било чудно, ама јас сум за Марко и секогаш ќе бидам мајка, никогаш нема да бидам јавна личност ни ништо и тоа така треба да биде и ме радува дека е тоа така, бидејќи сме блиски. Ние не сме од оние родители, иако многу ми помагаат моите родители, но никогаш не сме го оставиле на спиење. По неколку денови сакаме ние да го чуваме двајцата. Најголемата грижа е на нас родителите, така како што треба.
кога треба некаде да оди едниот, другиот го чува и така се комбинираме, гледаме и тие личните задоволства, некои да си ги тераме, иако околината знае да осудува така, да, си излегла мајката, има дете и нешто, но ништо не загрижува. Ме прашавте која е визијата. Најважната работа за мене, верувам за сите родители, е Марко да стане задоволен и самостоен човек, да ги што побрзо да ги стигне врсниците и да може да се справува самостојно со сите предизвици од животот. На нас е да му даваме љубов, да контролираме доколку има некакви негативни влијанија, да компензираме, да му даваме знаење таму каде што ќе отсуствува, но пред се да му бидеме родители, да го сакаме, за тој да може самостојно да чекори во животот. Посакувам ова да се исполни. Од срце ви благодарам што ја прифативте поканата да раскажувате за прв пат за вашето мајчинство. Верувам дека беше една интересна и инспиративна приказна за многу од нашите гледачи. Ви благодарам што бевте дел од Мама Визија. Ви благодарам и вам. Почитувани, успеавме да се подружиме со вас во уште една епизода на Мама Визија. Овој пат зборувавме во првата епизода од втората сезона. Верувам дека ви беше интересно и верувам дека со нетрпение не очекувавте после овој летен одмор да започнеме со приказните во Мама Визија и верувам дека секоја среда ќе бидете на YouTube каналот на Слободен печат и со нетрпение ќе очекувате нова епизода. Ви благодарам за вниманието.